за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела, 20 часот. Почитувани слушатели, добра вечер. Добра вечер од студијето на Радио Слободна Македонија. Вие го следите најновото издание на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков, кој што секоја недела после 20 часот е на програмата на оваа радиодифузна куќа. И вечерва ќе дискутираме за актуелните политички настани кои што ја окупираат македонската јавност. Реков многу од поодамна, земајќи во обзир дека таквата македонска политика не е протежирана со години наназад, дури од самото осамостојување, кога плурализмот зачука и на нашите порти. Еден мудрец кажал вака: народот што не си ја почитува и негува својата историја, своите херои и луѓето заслужни за незиното постоење е осуден на пропаст. Со ова, всушност, само сакав да го најавам лајт мотивот кој што ќе биде составен дел од вечерашното најново издание на емисијата, каде што, како што реков, ќе дискутираме за парадоксалните настани кои што ни се случуваат и кои што по се изгледа немаат завршница. Сигурно се сеќавате на рекламните пораки "Купувате македонски производи", кое што, како да подсетам, особено во своите радиоемисии, колегата дипломатот Никовски се уште ја форсира, што е сосема оправдано, и препорачува на слушателите со една јасна, коректна и определена цел. Вклучувајќи се во кампањата, давате свој придонес во инвентивна подкрепа на македонската економија. И мора да признаеме, на стартот на кампањата која што имаше стартен успех, македонските купувачи се приклучија кон ова организирано стопанско дејствување, некои или повеќето и од патриотски чувства, и во своите особено предпразнични корпи става наши производи со македонското сонценце, свесно подржувајќи идејата дека со купените артикли и производи од домашни производители го подобруваат севкупното наше македонско стопанство. Која и каква им е целта за ваков вовед? Која ми е всушност мојата цел? Свесно да ги ве внесам и вклучам во принципелен коментар на актуелните збиднувања на македонските политички настани, кои напросто ја окупира и се уште држат во заложивто целата јавност и граѓаните. Демократско и загарантирано право е јавното изразување на незадоволство кон некого или нешто, што не е набрановата должина со личните поимања, дејствувања и активности. Разбирливо е тоа дека имаме два политички опоненти од македонскиот блок. Разбирливо е и тоа дека борбата за власт се манифестира со програми, агенди, проекти, ветувања и нивна реализација со првична цел за глас повеќе да се добие од гласачкиот електорат, особено непосредно пред изборите. Но ние во Македонија политиката и борбата за власт се изгледа ја поимаме секој на свој начин. Бараме, во овој случај по четврти пат, воредни парламентарни избори, а кога ќе ги добиеме, бегаме од нив како ѓавол од тамјан. Сакаме власт по секоја цена, но не и на избори, и не народот да одлучува за нашите желботеки. Бараме сојузници, и тоа коалициони партнери кои не се во земјата, туку кај растрвените, можам слободно да кажам, странски фактори кои преку своите амбасади и дипломатски представништва си дозволија лично да се мешаат и ја кројат судбината на македонецот и граѓанинот на овие простори. Тогаш да се запрашаме, има ли излез од овој мајќепсан круг? Тоа е прашање кое што особено во последно време, како одговор на предолгата политичка криза во нашето плуралистичко општество и кај мнозинството, како терминална последица од ваквите збиднувања ја оптоварува нашата психа. Еден многу го беше кажал пријател, ја тероризира нашата психичка способност за едно реално расудување и спознание, дури и задира во нашите чувства и ја нарушува свеста и карактерните особини на човекот. Во право. Се наметнува уште едно парадоксално изнудено прашање. Колку чини или каква е цената што треба да ја плати Македонија за долгоочекуваниот краен епилог на политичката криза? Што се уште треба да доживее и преживее граѓанинот и низ какви трауми треба да помине за да се насети барем почетокот на крајот на ова
неподносливо тешка состојба што ја спроведуваат странските чинители со домашните истомисленици и плателни поддржувачи и извршители. Ова дивење на така наречените борци за демократија по улиците на преубавото наше Скопје, со нивните вандалски постапки пред кои полицијата молчи, кои во името на демократијата и падот на институциите, со тоа и на македонската слобода, не прават услуга на СДСМ и опозицијата, туку на некој странски политички фактор кој одамна не ставил на менито или друга структура за исполнување на нивната цел и нивните давнешни сонови. Потогаш, браќа македонци, зошто? Што е тоа што представува декларативно поведение од патриотски чувства и го прави ова, и се прави ова на Македонија? Зошто со камења, со јајце, шипки, со палки, пиротехнички средства, шишиња, молотови коктели ги скрнавите спомениците на нашата со крв пишувана историја? За 1300 денари? За шише ракија? Или... Добро, подобро да ова нешто да го премолчам. Тоа ли е целта за која ги продавате вашите заробени души во служба на патриотските и други моćници кои се подготвени на се, па дури и немилосорно да газат врз македонските национални интереси? Затоа ќе ве молам, престанете да плукате врз своето свето, ваше и наше минато, со детерџенти, со бои, со јајца, зашто по се изгледа дека дошло време да се обстане на овие простори или да се повтори историјата и суровата судбина на протераните од грците македончиња. Престанете, бидејќи го немате тоа човечко право да се живувате врз спомениците на нашата славна историја, историските личности, нашите славни предци, бидејќи на тој начин ја подривате во темели вековната национална борба за себе докажување и обстојување. Јас повторно, почитувани браќа македонци, би се обратил. Граѓани на Македонија, душманот демни од сите страни. Точно е тоа дека по секоја борба противникот не се сака. Треба да се почитува, но душманот не. Тогаш сите заедно сплотени и обединети, ајде да му кажеме време е да кажеме сите сложно стоп на насилството. Стоп на насилството, особено врз чуварите на редот и мирот во земјава. Стоп на насилството врз државните институции кои што ја представува државата и демократијата. Со еден збор ќе мора да признаете ова лудило, овој кошмар еднаш за секојаш мора да престане. И во тоа име, во името на македонштината и патриотското чувство, не скрнавете ги спомениците. Тоа е единствената разумна порака во овој момент на граѓанинот на народот, но не единствена можеби, единствено од ваков тип на многуте кои што проследија преку етерот, во медиумите и така натаму. Па тогаш да се навратам на воведот на емисијата. Вие од противната страна изгледа погрешно ја разбравте пораката. Купувате македонски производи. Се очекува недостиг од јајца на македонскиот пазар, се пошли еден пријател за великденски празници. Затоа купете ги и вапцајте ги, а ние секако дека во тој недостиг ќе ја почувствуваме и она што се вели, истите ќе поскапат. Не ги користите јајцата за орудие против спомениците институциите. Уште еднаш ве замолувам. Почитуваме, тука би направил една куса пауза со цел повторно после минутите предвидени за пропагандна програма и минутите предвидени за музика да се вратиме во студиото на Радио Слободна Македонија. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Почитувани, повторно се враќаме во студиото на Радио Слободна Македонија да го проследиме продолжението на емисијата за македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Само кусо подсетување за сите оние кои што подоцна се вклучија во емисијата. Значи, зборуваме за актуелните настани од минатата недела, она што всушност треба да биде разврска, ако може така да се каже, разврска на започнатата криза од пред 2 години и кое што на крајот на краиштата треба да резултира со изборите, орените парламентарни избори на 5 јуни. Со едно големо прашање дали на вистина ќе доживееме уште едно фијаско или пак ќе конечно прифатиме дека демократијата
насилно чука на нашите врата и е желна да влезе што е можно поскоро. Водачот на она што останало од вистинската СДСМ е под диригентската полка на Соросовите платени невладени и граѓански организации. Нека извини господинот Зоран Заев што го поменува во ваква конотација. По не знам кој пат ја потврди порано застапуваната теза колку и до кој степен е заинтересиран и загрижен за еднината на Република Македонија и за нејзините граѓани. Пред целата македонска јавност го покажа своето вистинско лице и со условувањето на неговата позитивна одлука за одење на преговорите во Виена. Тој истиот потврди дека остатокот од СДСМ, тоест неговите политички пријатели, помогнати со платените орди на Сорос и странскиот фактор, само во продолжена и продлабочена криза која предизвикува нестабилност, немири, вандализам по скопските улици, може успешно да функционира и да обстојува на политичката македонската сцена. Вознемирено е целокупното граѓанство, во заложништво е целата држава. Нема македонец кој не разбирајќи гипотезите на струмичанецот со нетрпение очекува конечен излез од кризата во која што СДСМ и Заев ја втурнаа земјата. Не знам вие, но мислам дека се добива печаток дека само во ваква клима или ваквата клима може да го држи Заев на власт на врвот на актуелноста, но не и на врвот на популарноста. Барем за тоа јасно зборуваат рейтинзите. Популарноста која што умешно по диригентската палка на тие што го снабдија со прислушкуваните телефонски разговори и финансиската дебела подлога што ја обезбедува Сорос, играат по нотите на странците од Македонија. Кога велам стрвници, пред се мислам на оние кои што сакаат федерализација на Република Македонија, на оние кои што сакаат Македонија да ја видат како протекторат, на оние кои што сметаат да не направат нечи условно речено колонија, но оние кои со децени сакаат, менувајќи него името, да се куртуваат од нас за секогаш. За нивните се погласни подржувачи, продадени души и предавници на македонскиот и собствениот народ. Не дека се добива печаток, него евидентно дека Заев продолжува и понатаму со она што пате му е дополнително и чар и корист. Продолжува со неговите условувања, со заканувања, дури и на поголем број на од поранешните и сегашните политички функционери од СДСМ, свесно свивајќи ја кичмата на државата. Како на друг начин да се протолкува неговата изјава, тоест порака, мислење или теза што мощно е одважно, со голема доза на самопендисаност, убеденост и провокативно ја презентираше на пресод пред 4 до 5 дена, а е во врска со одржувањето на петочниот состанок во Виена помеѓу 4 лидери на партиите во Република Македонија и странскиот фактор представен од амбасадорите на Европа и еврокомесарот Хан. СДСМ, ова е цитатот, односно поточно речено и скратената изјава на лидерот на Социјалдемократскиот сојуз, господинот Зоран Заев. СДСМ нема да учествува на средбата во Виена, инициирана од европратениците и еврокомесарот Хан, доколку председателот Иванов не ги повлече одлуките за помилување и второ не се свика со бранието за да ја повлече одлуката за одржување избори на 5 јуни, поради неисполнените клучни услови за регуларни, слободни, фер и кредибилни избори. Точка, затворен цитат. Токму тоа, на пресконференцијата Зоран Заев го изјави нагласувајќи дека во Македонија мора да има регуларни и фер избори со прочистен избирачки список, реформи во медиумите и одвојување на партијата од државата. Значи, мора да има регуларни и фер избори со прочистен избирачки список, истиот не е прочистен, реформи во медиумите и одвојувањето на партијата од државата. Веднаш на ваквата изјава се разбира реагира оние најповиканите аналитичарите, кои што, или па повеќето од нив, констатира од прва дека Зоран Заев донесе неодговорна
деструктивна одлука и дека тој едноставно бега од разговори со кои треба да се трасира патот кој води кон избори и кон решавање на самата криза. Противничкиот табор, тоест реакцијата на ВМРО ДПМН беше дека Зоран Заев сврте грб на Македонија и дека недвојбено потврди дека неговата намера е продлабочување и ескалирање на кризата, затоа што тој и луѓето околу него може да функционираат и да привлечат внимание само во време на криза. Со други зборови кажано, бегањето од разговорите закажани во Виена покажаа дека само заради спасот на сопствената кариера има намера да ја држи Република Македонија уште подолго во заложништво. На ваквиот начин на реакција од страна на лидерот на СДСМ дојде до израз долгоотлеечката платформа и контраодговор што Заев го протежира во текот на целата политичка криза. Дека неговиот низок рейтинг е гаранција за катастрофален негов пораз на предстојните собраниски избори, парламентарни избори, како сакате, на 5 јуни. Потоа, останувањето во центарот на вниманието на политичката сцена е негова приоритетна работа, а исто така и огромната подршка да се потенцира од девелоплатените навладени организации под капата на Сорос. Ако тоа е навистина така, а поголемиот број на граѓани, интелектуалци, спортисти, семите ги уметниците, лекарите, потоа пензионерите, просветните работници и така натаму, велат и се служува дека навистина тоа е така, тогаш нема сомнение дека Зоран Заев со оваа непромислена и оценувачка одлука најпрвин го урниса Пржинскиот договор, го стави во тесно амбасадорот Бейли, главниот иницијатор и поддржуваш на промената на изборниот датум да се премести од 24 април, се сеќавате, на 5 јуни, стави со тоа печат врз хулиганските напади врз македонската полиција, врз Уставниот суд, врз демолирањето на спомен бележјата, палењето и руинирањето на институциите и сите вандалски акти кои ги загрозија жителите на оваа наша земја. Тој наедно покажа дека морбидните, нецивилизацијски и крајно згрозувачки закани кон полицијата со она фамозна изјава Куманово пак да ви се случи, се отргнати од вокабуларот на познатиот им речник. И затоа не треба да се прашуваме кој стои за целово во безисторено и демонстрирано насилство низ скопските улици и некои градови во Република Македонија. Заплашува и провоцира изјавата и тоа дека со вакви вандалски чинови и насилни сценарии ќе се настапувало и понатаму. До кога прашуваме? Имаме право да знаеме. Ние сме гласот на јавност. Не интересира, се разбира. Се плашам дека трпението на граѓаните е при крај и на ваквиот терор се плашам исто така да не се одговори реципроцитетно и можеби пожестоко, што се разбира, не го посакуваме сите. Прашате од каде овој, според мојот овој видео свет на настаните кои што престојат, не дај Боже, би се обестиниле или најчесто простувам тоа прашање кое што се ни задира и на некој си начин не провоцира. Зошто ВМРО ДПМН попушта од самиот почеток на кризата? Им ги исполнува поголемиот број на желботеките, молчи, соодветно не одговора на провокациите и така натаму, така натаму. Знаете зошто? Затоа што пошироката македонска јавност знае дека уште од самиот почеток на кризата ВМРО ДПМН учествува конструктивно и се обидува да даде целосен предонос во нејзиното надминување. Одговорот на прашањето зошто беше подпишан договорот од Пржино и се работеше на неговата имплементација, ќе се обидам да ви го објаснам или потенцјално речено со кусо подсетување да ги вратиме на страните кои претходеа на сето ова што ни се случува. Прво, да се подсетиме дека беше формирана државна изборна комисија која ќе ја има довербата од 4 најголеми политички партии. Формирана беше државна изборна комисија. Како заклучок е еден од заклучоците на Пржинскиот договор. Второ, беше формирана техничка влада за спроведување на избори во која што Социјалдемократскиот сојуз доби 2 министри и 3 заменици министри. Без волјата на граѓаните, без избори. Во секој случај стана коалиционен партнер, ако може така да се каже,
на ВМРО, ДПМН и на ДУИ, кои се разбира со народната волја партиципираат во владата на Република Македонија. Трето, премиерот Никола Груевски си даде оставка на 100 дена пред изборите, и тоа закажани за 24 април. Четврто, беше формирано специјално јавно обвинителство. Пето, затоа што за истото беше и донесен изборен закон, кој што беше едногласно усвоен од страна на Собранието на Република Македонија. Сепак, почитување на 24 април немаше избори. За ваквиот потек се водржувам да дадем коментар, бидејќи мојата компетенција не задира толку далеко. ВМРО ДПМН и тогаш беше конструктивна, затоа што иднината на нашата земја беше приоритет. Иако потезите на ВМРО ДПМН, дури членството и оние најзакоравените, што се вели, активисти, членови и симпатизери на ВМРО ДПМН, не го прифатија позитивно ваквиот чин на нивната партија. Без некоја логична причина, ВМРО ДПМН прифати промена на изборниот датум. Не му беше тоа на помош на Зоран Заев, на кој што знаеме и самите дека пошто многу очекуваше од бомбите, не дадоа никаков ефект. Потоа свати конечно дека нискиот или пренискиот рейтинг и немање поддршка од граѓаните уште повеќе го фрустрира. Свати дека поради неговите деструктивни политики што беа гаранција за покачување на рейтингот, всушност се одразија како убедлив гарантиран пораст на изборите било кога и да се одржат. Со бегање од разговори, Зоран Заев потврди дека е во паника од сочувањето со народот на изборите закажани на 5 јуни. Тој знае дека Македонија не го поддржува него и неговите политика за натамошното продлабочување на кризата и разорување на земја. ВМРО ДПМН било и ќе остане конструктивно кога е во прашање иднината на Република Македонија и е целесно подготвена да учествува на разговорите кои ќе започнат значат излез од сегашната состојба. Тоа е став и официјална порака до граѓаните од страна на владеечката партија. А оваа емисија, почитувани слушатели, ќе има второ продолжение, но не сега. Идната недела, по закажаниот вечерен термин после 20 часов. Тогаш ќе подискутираме за реалното шоу што ни го нудат протагонистите на македонската политичка сцена. Ќе ги коментираме актуелните настани околу изборите, што се случи со Виена, ставот на меѓународниот фактор, инволвиран од самиот почеток на Пржинскиот договор, за големиот народен собир во организација на ГДОМ пред Собранието на Република Македонија, настапот на партиите и нивните лидери во термините што следат, потоа мислењето на граѓаните и нивното учество во конечна разрешница на кризава и изборите и многу други прашања кои што тесно се поврзани со темата на неделата. Јас тука би го завршил најновото издание на емисијата за македонските работи, кој што, како што реков, имате можност, почитувани, да го слушате секоја недела после 20 часот и од 2 часот до 3 часот наутро во недела спрема понеделник. Јас сум примариус доктор Јордан Пачков, водител и уредник на емисијата за македонските работи во продукција на радиодифузното предпријатие Радио Слободна Македонија. Денеска е 24 април 2016 година. Пријатно и до слушање идната недела. За македонските работи со примариус доктор Јордан Пачков. Недела, 20 часот.